Во Битола деновиве се случува одбележување на еден многу и значаен и голем јубилеј. Да погледнеме во продолжение за што станува збор. 72 години од основањето на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Битолчани повеќе чисто пати знаат да ја наречат градска библиотека. Тоа навистина ни представува на некој начин и чест, бидејќи ја чувствуваат како дел од градот. Токму за да го прославиме тој 72 годишен јубилеј, сакаме да направиме повеќе активности во библиотеката со кои што ќе ги вклучиме сите возрастни групи на корисници, така што еве започнуваме денес со проектот Ние сме љубов, на кој што ќе присуствувате и вие. Понатаму на 24 во петок следува промоцијата на проектот Слушај музика, биди среќен, втората фаза, на кој што учесници од сите возрастни категории, од најмлади до највозрастни, ќе имаат можност да се запознаат со разни видови на музика и ќе имаат можност дури да танцуваат. Значи, во петок ќе биде промоцијата на проектот, меѓутоа понатаму секоја среда во 15 часот ќе имаат можност сите граѓани, значи ова е можност да ги повикаме сите граѓани, кои што сакаат да слушаат музика и да танцуваат на неа, да повелат во просториите на библиотеката, каде што инструктори од Step Up танцовиот клуб, танцовиот спортски клуб, ќе можат да ги учат нашите посетители на чекорите на најразлични видови танцови. Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола со низа активности одбележува 72 години од основањето. По овој повод, како и одбележувањето на Светскиот ден на театарот, децата од детското драмско студио Арти Медија од Битола денеска во холот на библиотеката одиграа представата Театар во библиотека, преку која прикажа интересни ситуации кои се случуваат во библиотеката на еден шеговит, но едукативен и креативен начин и пренесоа порака за подигање на свеста и културата на читање и користење на литература. Настан кој што го осмисливме за да ги доближиме децата до библиотеката, да ја популаризираме книгата, меѓутоа исто така и да ја прекинеме таа бариера која што децата обично имаат кога доаѓаат на нашите пултови кога барат книга. Тоа беше една можност преку реални секојдневни ситуации да се преиспитаме ние како библиотека, како се однесуваме кон нашите читатели, како се однесуваме кон најмладите и на кој начин ја пренесуваме таа култура на однесување кај нив. По завршувањето на представата следуваше интерактивна работилница нацрта и маскота на библиотеката. Децата од ликовните секции во училиштата од општина Битола ќе имаат можност да ја представат маскотата на библиотеката, односно да замислат и да нацртаат како го замислуваат тој пријател на библиотеката и кој понатаму ќе биде наша маскота. Активностите за одбележување на 72-иот роден ден на Битолската библиотека продолжуваат в четврток со промоција на проектот Еко библиотека, а како завршен настан во рамките на програмата за одбележување на роден денот на библиотеката, како и 83 годишнината од раѓањето на Борислав Талевски, ликовен уметник од Битола. На 31 март ќе биде отворена ликовна изложба Ликовниот блесот и сеќавање на творештвото на Борислав Талевски. Слушнавме за одбележувањето на роденденот на Битолската библиотека 72 години нели од основањето и активностите од начинот на прославување на овој јубилеј. Мој денешен гостин е директорката на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Лили Бошевска. Добре ми дојдовте. Добре ве најдов, поздрав за вас, за вашите гледачи. Лили, споменавме голем јубилеј, значи во развојот на градот, така и на библиотеката од една читалница прераснавте во една навистина импозантна институција од огромно значење за битолчани, за универзитетската фела, за најмладите, за возрастните, за сите кои што ја сакаат книгата и пишаниот збор. Токму со најавата ја опишавте нашата мултифункционалност. Бидејќи да се биде национална установа е голема одговорност, секако и чест, меѓутоа во исто време да се обединат сите овие функции на роднокрајна библиотека во која што
ги чуваме и ги негуваме делата на роднокрајните автори кои што потекнуваат од Битола или што творат за Битола или во Битола. Исто така да обединиме функцијата на детска библиотека во која што најмладите ќе имат можност да добиват најразлична литература која што е интересна за нив, почнувајќи од лектирни изданија и така натаму, до градска библиотека, бидејќи ние во исто време сме јавна библиотека, бидејќи се што е убав пишан збор, белетристика, сето тоа може да се најде во нашата институција за читателите, за битолчани. А исто така и универзитетска библиотека која што ги обединува сите факултети потребата од нивно стручно усовршување, од поседување на стручна литература. Токму заради тоа многу одговорности, многу работи кои што допрва уште треба да се усовршуваат, да се подобруваат, бидејќи колку и да е добра институцијата, секогаш има простор да биде уште подобра. Нека не звучи како комплимент кој што е изнуден, меѓутоа откако станавте раководител вие на оваа библиотека, коментарите од вашите вработени сум имала прилика многу често да работам со нив кога сме работеле некои дневни теми, некои теми кои што сами сме ги поставиле, се дека откако дојде директорката на чело, кај нас работите функционираат многу поинаку, многу поубаво, многу сме поуспешни во она што го имаме зацртано. Предпоставувам дека вашата сестраност, вашата агилност и амбициозност не запира тука и тоа може да се види при многуте активности кои што ги планирате еве во оваа седмица која што изминува со одбележувањето на јубилеот. Може ли збор-два повеќе околу тоа како се планирате да го означите овој јубилеј? Морам да почнам со она што прво и вие започнавте. Тешко е навистина да си има амбициозен директор, бидејќи луѓето така се ставаат во еден раздвижен механизам во кој што и самите можеби така работат повеќе од колку што биле навикнати. Меѓутоа, за среќа имам одличен тим, многу вредни, многу посветени професионалци, луѓе кои што си ја сакаат работата и верувајте, понекогаш ми личи на мравилник во библиотеката, бидејќи сите се раздвижени, сите работат на сите страни, дури луѓето ни се мултифункционални, бидејќи во различен период од денот работат различна работа, само за да се заврши одредена идеја, само за да се заврши, да се направи одреден проект, дури се внесуваат, верувајте, повеќе од колку што е нормално да се вложат во текот на работниот ден. Токму тоа така ми дава еден уште поголем полет и токму заради тоа толку, како да го наречам, масовно одбележување на роден денот, бидејќи, знаете, обично роден ден може да се прослави точно кога е денот на роден денот со една активност, меѓутоа токму таа жилба, секој да направи нешто од свој аспект, секој да го вклучи своето хоби, секој да ги вклучи своите пријатели, своите познати во нашите активности, токму тоа ни дава и една ваква, веќе не знам да најдам соодветни зборови, малку утринска програма тешко вака ни доаѓа на сите. Нема да не замерат гледачите, навикнати се, обично сум прилично поспана. Да, може би тие се поспани така да и тие поспоро размислуваат. Значи, токму заради тоа и направивме ваква, да речам, помасовна, со вклучување на повеќе активности, со вклучување на различни возрастни групи, бидејќи сепак децата на некој начин ни се многу важни, бидејќи сега ги креираме како читатели. Ако ги пропуштиме, ако ја пропуштиме оваа возраст, најмладата, почнувајќи од градинка, од прво па до 9 одделение, после тоа е многу потешко да ги ставите децата кои се пуштени некаде во други води да пловат, да ги вратите во пристаништето наречено библиотека, во пристаништето наречено книга, читање и учење. Значи, сето тоа мора да го размислуваме уште кога ги креираме тие генерации, бидејќи
не само основното и средното образование, не само градинките, туку и сите институции кои што се од областа на образование на култура, сметам дека имаме една обштествена одговорност да ги обликуваме нашите генерации. Не било случај, се извинувам предходно, во смисла имало соработки од страна на библиотеката во минатото, меѓутоа конкретно насочени беа околу библиотечната дејност. Меѓутоа, откако сте вие раководител, тука добиваме на кохезија или мешање во смисла образованието вклучено во литературата, читањето книги, драмските секции, танцот, слушањето музика, па ги имаме офатено нели оној дел на лица кои што имаат попречености да самата библиотека да биде што попристапна и за таквите лица. Ја имаме и нели австриската библиотека, имаме странска литература која што често се бар мултифункционалноста е оправдана. Меѓутоа колку е тешко да се носите со овој предизвик и покрај што тимот, нели кажавте и сама дека е совршен на поле на работници. Меѓутоа кога таквиот континуитет е подолг временски период, ве плаши ли фактот дека може би ќе се случи некакво подвалување во однос на работењето? Никогаш тоа не ме плаши, напротив, секогаш недостатоците, пропустите е оно што уште повеќе не изградува, бидејќи согледувајќи ги токму тие пропусти, откриваме како да бидеме подобри, како да се усовршиме. Ние, навистина не може да се постигне сето тоа со 40 вработени, бидејќи луѓето сепак имаат одредено образование, одредена структура, одреден психолошки профил и сето тоа на некој начин е недоволно да одговори на потребите на библиотеката, бидејќи ние рековме дека ќе бидеме библиотека за сите. Так. И навистина сакаме да одговориме на потребите на сите. Сега може би некој ќе праша во што е тајната. Јас тајната ја гледам во соработките. Соработките се она што и вклучувањето на различни субјекти во градот, бидејќи мора да признаеме дека Битола е еден град во кој што има толку многу професионалци, има толку многу невладини организации, здруженија, луѓе кои што се професионални и кои што навистина сакаат да придонесат во градот и за градот, токму со својата професија, со своето лично вложување. Мислам дека кога ќе ги вклучиме тие луѓе, кога тоа вклучување ќе биде честно, искрено, отворено, кога тоа вклучување ќе биде навистина насочено кон развојот на младите и на повозрастните, тогаш таквите соработки даваат плод и еве гледате едната да речам активност ни беше со Step Up, другата активност со Арт и медија, третата активност со наставничката Весела Богдановиќ, која што еве можеби не го ставивме како дел од одбележувањето на нашиот роден ден, меѓутоа паралелно со сите овие активности што ги споменавме, до сега се одвиваат и подготовките за Ноќ со Андерсен. Значи тоа беше неколку месечен проект кој што трае со различни работилници во кои што се вклучуваат наставници. Тие наставници се дел од образованието, се вработени во училиштата, значи тоа го прават на некој начин како една дополнителна активност за најмладите секако. И сите тие соработки ни даваат поле да размислуваме дека не сме сами, не сме само ние и дека само заедно со нашите граѓани, со нашите читатели, со нашите корисници, споделувајќи ги нивните потреби, меѓутоа во исто време и нивниот капацитет, тогаш ќе бидеме успешни сите. Бидејќи библиотеката е еден простор, место каде што не е доволно само да ги чуваме книгите и да оставиме на времето кој ќе се сети да ги побара, па ние само да го служиме. Значи, современата библиотека е место каде што луѓето се поттикнуваат да учат, да работат. Сега малку пишувам и на тоа некој труд, па така што еве се поклопува дека навистина тоа е возможно. Така, значи оние 40 вработени како бројка се зголемуваат од активност во активност, бидејќи при помошта доаѓа и од страна. Да, така да ние сме на некој начин само како координатори, осмислувачи на
активностите, а во сето тоа навистина не би можеле ние да го направиме сето ова. Еве, како пример да ви кажам, вчера па некаде до 22, можеби до 23 часот разговаравме со наставничката Весела Богдановиќ, која што беше во Дубај, таа е една од најдобрите 50 наставници во светот, значи призната член на најразлични здруженија на наставници во регионов и пошироко, така што значи и незината енергија ја дава, ја вложува, значи да правиме нешто, се размислувавме како да го смислиме вечерта со Андерсен, значи тоа ќе биде едно над 100 деца ќе имаме во библиотеката, кои што ќе ноќеваат во библиотеката, ќе има најразлични активности поврзани со читање на бајки, па некои танци кои што се повторно поврзани со бајките на Андерсен, ќе имаме логорски оган, значи ќе биде на висина несекојдневна активност, меѓутоа за тоа многу луѓе се ангажираат. Па се слушаме со наставничките како тоа ќе го организирам. Замислете 100 деца да дојдат во библиотека и да преспијат. Тука ангажирате родители, ангажирате вработени, ангажирате надворешни соработници, меѓутоа убаво е кога е живо и кога нешто се случува. Така, желбата која е тука ништо не е тешко. Лили, ќе се навратам на делот кога на почетоков на годинава разговаравме ние двете во однос на она што како сериозни или крупни проекти ќе ги работи библиотеката во оваа година во 2017-та. Аплициравте со многу проекти до Министерството за култура и повеќето од нив беа и одобрени. Ќе се задржам на еден дел, а тоа е дигитализацијата на дел од насловите во библиотеката, поточно роднокрајните писатели. Која е потребата од ваквото нешто? Следењето на модерното време или можеби начинот на зачувување на овие наши роднокрајни писатели и автори? И едното и другото, бидејќи од една страна навистина современите тенденции не се нешто што ние го следиме заради да бидеме само модерни, да бидеме во тренд со останатиот свет, туку едноставно заради тоа што тоа се всушност потребите на луѓето. Јас еве чисто пати кога разговарам со син ми, тој вели: "Мама, ништо, само дигитализација, тука ви е на читнината." Младите тоа го чувствуваат како потреба и навистина сакаат се што постои во библиотеката да биде дигитализирано, едноставно да имаат лесен пристап. Некако токму и заради тоа ги правиме сите овие активности за да ги навикнеме луѓето дека е лесно да дојдат во библиотеката, дека не е некоја голема администрација тоа или некаква кој знае каква бирократија, бидејќи младите се навикнати со еден клик на својот мобилен телефон да стигнат до било која информација. Ние токму заради тоа мора да ги следиме тие трендови и размислувавме, бидејќи можеби немаме некој голем финансиски капацитет тоа да го направиме, значи ние сега да дигитализираме, не знам, светската литература, бидејќи тоа всушност го има во дигитална форма. Само треба да најдеме начин како да обезбедиме пристап до тие репозитории. Меѓутоа, она што е наше, а тоа е роднокрајната збирка, навистина е наша одговорност да ја ставиме, да ја дигитализираме и да ја ставиме во дигитална форма. Бидејќи кој ќе дојде од надвор, делат од нашите автори да ги дигитализира и да ги направи достапни за целиот свет. Ако не ние. Така, значи ние тоа е нашата одговорност. Затоа велам, одговорностите треба многу подлабоко да се сваќаат. Значи не само да речем од аспект на законска одговорност, што нормално тоа мора да го практикуваме и да го запазуваме, меѓутоа имаме и други одговорности на кои што така треба малку да подразмислиме кои ни се одговорностите. Токму заради тоа и ние многу мило што во Министерството навистина значи сме на иста бранова должина, тоа го препозна и го финансира, така што еве сега размислуваме, баш тоа сме во дел од активностите, бидејќи сите овие 40 луѓе работат паралелно на многу такви активности. Значи колегата Зоран Јанакиевски, кој што ни е информатичарот во библиотеката, токму сега размислува, разгледува кои сервери, бидејќи треба да се набави сервер, па веќе
така ни предстои еден период кога треба да ги повикаме роднокрајните автори, да побараме дозвол од нив сето тоа да се дигитализира, така што е еден навистина подолг процес, меѓутоа е започнат. Започна и реконструкцијата на инфраструктурата на самата библиотека, нели тука не се читалниците кои што претходно ги немаше, така да се изразам, нели во онај трет кат горе кај роднокрајните средби каде што се одржуваат. И на тоа работите на доопремување на делот за детската библиотека. Тука е еден простор каде што слепите лица на Брајово писмо можат, нели, да прочитаат она што нив ги интересира, и го имаме делот кога ги вклучувате и децата кои што имаат попречености, нели, при развојот, оние дигитализирани или видеозаписи на бајки и слично. Многу се изненади во една прилика, не се сеќавам точно дали беше по повод новогодишните празници или сериозно, не се сеќавам кој беше поводот, меѓутоа во Кочо Рацин, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слухоговор и глас, вие бевте донатор, кога тој восхит кај тие деца, сериозно не можам да го заборавам. Беше навистина емотивно. Дали планирате продолжување на ваквите активности? Да, имаме среќа, морам и тоа да го споменам, ги спомнавте читалните, тоа веќе беше, значи, завршен проект кога јас стапив на функцијата директор. Прекрасен проект, значи тука се вложени, да речам, претходното раководство, друго претходно раководство. Значи, секој кој што доаѓа во библиотеката, нормално сака да остави нешто свое, да направи, да даде свој печат. Среќа, Министерството имаше разбирање за потребите на библиотеката, така што навистина големи средства беа финансирани за сето тоа да се заврши. Читалниците горе навистина се убави, пријатно катче, се доби нов простор кој што еве се уште го користиме, и според мене треба уште повеќе да се стави во функција, бидејќи просторот ако е само така наместен, само простор, колку и да е убав, ако не е искористен функционално, тогаш за кратко време, за неколку години застарува и исто како да го немате. Значи просторот е убав со луѓе, кога нешто се случува. Ги спомнавте дечињата од Заводот Кочо Рацин. Ете, таа средба на која што вие ја паметите, ми остана некако во срцето и како да ни направи уште поголема мотивација да направиме уште повеќе за тие дечиња. Така што сега тие се, верувајте, наши добри пријатели, доаѓаат во библиотеката, неколку активности сме имали со нив. Сега повторно во проектот Ние сме љубов со колешката Анастасија Милевска и со незината кирка Стефанија, тоа се прави. Повторно ќе доаѓаат секоја седмица во библиотеката да вежбаат, да читат, да творат, така што кога еднаш ќе ни стане човек пријател, ни останува за цел живот. А за тие дечиња повторно имаме, значи оваа година треба една или две, ќе видиме колку ќе имаме средства да направиме повторно такви филмувани, да речам, приказни, кои што ќе бидат преведени на говорот кој што е за нив читлив и распирлив. Така. Имавме еден дел кој што го најавивме уште од февруари месец, ако не се лажам, кога треба да се оправда самото име на библиотеката или национална установа, универзитетска библиотека. Почнувате проект, или веќе е започнат со Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, каде што не се сеќавам точно од која година до која, меѓутоа сите дипломски трудови кои што биле сработени, нели, одбранети, ќе бидат ставени како дел од она што ќе можат луѓето да го земат, да го прочитаат, да го видат, за да знаеме до каде сме, што е сработено, а што не. Да. Токму така, библиографијата која што ќе ја подготвуваме, која што веќе така е започнато да се подготвува, ќе ги содржи сите магистерски трудови и докторски дисертации на сите оние кои што магистрирале и докторирале на нашиот универзитет, на сите факултети. Тоа е убаво, бидејќи практично во една книга ќе имаме во една библиографија
ќе имаме можност да ги видиме насловите, практично сега да не стекнат луѓето представа дека тоа ќе биде некоја книга во која што ќе бидат трудовите. Туку тоа е библиографија во која што се наведени, значи, насловите, авторите, кога е книгата, значи, кога е трудот направен. Тоа ќе може да го користат сите оние истражувачи кои што сакат да проверат, пример, ако истражуваат одредена област, што е направено, што е напишано, што е истражувано на нашиот универзитет. Значи, од аспект на истражувачите, на научните работници, тоа ќе биде корисна литература, бидејќи од неа нема да учат и да истражуваат, меѓутоа ќе имаат на увид лесно да видат што се имаме во библиотеката, бидејќи Универзитетот Свети Климент Охридски има воспоставено нормално соработка, бидејќи ние сме и дел од универзитетот, ние сме придружна членка. Значи, се што е како труд направено во тој универзитет е доставено во нашата библиотека. Значи, тоа е навистина една вредна збирка, која што ние така со посебна почит и со посебна гордост ја чуваме. Во делот на издаваштвото, немам точна информација дали библиотеката има таква дејност издавачка, меѓутоа често сме биле сведоци на оние промоции, на оние, како да кажам, нови дела кои што се експонираат пред битолската читателска публика. Каде сме во тој дел? Има ли планови да почнеме со занимавање на издаваштвото или ако веќе го има да го продолжиме понатаму? Оно што ние го издаваме како библиотека е претежно од нашата стручна област, од областа на библиотекарството и сето она што е поврзано со нашата работа. До сега не сме издавале поетски книги, поетски збирки и така натаму. Може би заради тоа што сепак тоа го оставаме за другите издавачи, едноставно не можеме се да земеме врз себе. Меѓутоа, оно што го споменавте, промоциите на книги, на поезија, на проза, некако не раскрилив дел од нашата работа, бидејќи оно што го имаме во библиотеката секогаш сакаме да го промовираме, секогаш сакаме да промовираме некој автор, да го промовираме убавиот збор, пишаниот збор. Токму заради тоа и го правиме, редовно имаме некои промоции. Исто така ги промовираме и нашите дела, обично кога одиме некаде во странство, тоа ги носиме, ги промовираме, ги подаруваме тие дела и остануваат како трајни вредности во земјите во кои што досега вработени од библиотеката биле. Читко ќе го спомнам, кој што ја има главната улога да ги собира оние нови наслови кои што се интерес кај читателската публика, која во години наназад се повеќе и повеќе расне. Имате ли можеби некоја груба бројка колкаво е членството на читатели во библиотеката и колку во последно време се совесни кога треба да си ја платат членарината? Бидејќи имаме и такви кои забораваат. Значи, некаде активни читатели кои што доаѓаат редовно, земаат книги, има некаде 2800. Сега посебно ми е мило што бројката на читатели оваа година рапидно се зголеми, бидејќи имавме колективни зачленувања од училиштата. Тоа навистина беше една активност која што ја смисливме дека треба за многу поповолна сума, некаде 50 денари, да може секој дете тоа да си го дозволи, односно секој родител да си го дозволи, бидејќи за разлика од членарината 200 денари редовна цена, 50 денари навистина се така популарна цена и голем дел од децата, дури и наставниците го искористија и верувајте, некако се раздвижиат и во детскиот оддел, почнаа повеќе значи имаме повеќе читатели што се активни, а инаку некаде 30.000 земувања имаме, значи во текот на годината, што не е, значи можеби не е некоја огромна бројка, меѓутоа не е ни мала, вака споредуваме ние со останатите градови. И согласно делот кога се наоѓаме нели во тие технолошки моменти кога телефонот, таблетот и компјутерот играат. Бидејќи самите читатели кажуваат дека имаат
така пристап до одредени електронски библиотеки на кои што има одреден фонд на книги, па кога ќе ги прочитаат сите тие книги се навраќаат повторно во библиотеката. Инаку имаме и други активности, значи кои што се поврзани со, ете пак ќе ги спомнам, другите организации. Неодамна воспоставивме соработка и со организација на жени, така што сите предавања кои што ќе бидат во библиотеката, а се посветени на младата или на повозрасната жена седно, ќе бидат во соработка со ова здружение. Еве сега наскоро на 23 април, мислам се да не го сгрешам терминот, имаме гостување на еден професор кој што ќе предава за личниот развој на жената. Значи, повторно ќе речам, сите сегменти, сите категории на корисници ги опфаќаме, а пак на 11 април веќе имаме гостување на професор доктор Семир Османагич. Не знам, сигурно вашите гледачи имаат слушнато дека тоа е босанскиот Индијана Џонс, кој што ги откри босанските пирамиди. Значи, има едно научно предавање во нашата библиотека, тоа го возможивме во соработка со универзитетот и со председателот на нашиот управен одбор, господинот Ѓуле Немин, кој што ни ги овозможи тие врски, тие релации, да може да дојде да гостува господинот Османакич. Што е со онај дел на маскота на библиотеката? Тоа произлезе од фактот дека ја реновиравме и обновивме детската библиотека. Имав, не знам, некоја жилба на вистина да направиме едно катче каде што дечињата ќе се чувствуваат пријатно, меѓутоа ќе биде и весело така, живописно едно катче во кое што децата на вистина ќе бидат своји. Меѓутоа, како да ни недостига една таква маскота, бидејќи децата секогаш сакаат да се на некој начин да се поистоветат, да се дружат со таквите ликови. Речиси сите библиотеки во светот имаат некаква маскота, поготово оние библиотеки кои што го имаат предзнакот на детска библиотека. Сега ние, бидејќи сме библиотека во библиотека, размисливме што да биде убаво. Тоа некако се наметна како идеја од разговорите со Весна Божиловиќ, која што е раководител на Арти Медија, која што многу активна, значи она што таа го има како активност во Арти Медија, на некој начин го пренесе како енергија и кај нас во библиотеката. И што да биде, како да биде, па и дојдовме на идеја зошто да не ги прашаме децата, што сакаат да биде. Ете баш кога ги прашавме деца, дали знаете дали некој животно може да биде како препознатливо, ете за Битола, за нашиот регион, рисот велат. Но сакаме да има и книга, така книгата да зборува, да биде, бидејќи книгата е пријател на децата. И така на црта имаме веќе некои сознанија како размислуваат дечињата. Секако тоа ќе го надградиме со некој ликовен педагог или некој уметник кој што тоа професионално малку ќе го издигне на повисоко ниво, меѓутоа добивме доста интересни идеи. Дури размислуваме сега да направиме еден конкурс на кој што децата би настапиле, би учествувале со такви ликовни предлози. Го имаме и делот, кога зборуваме за библиотеката, нераскинлив дел е оне кога, ги споменавме промоциите, ги споменавме детските библиотеки, меѓутоа ја имаме и австриската библиотека која што е единствена, ако не се лажам, во земјава. Колку имаме читатели во тој дел или конкретно само оние кои што го изучуваат германскиот јазик доаѓаат и земуваат книги? Тој исто така е дел од една соработка. Тука морам да ја издвојам соработката со госпоѓата доктор Валентина Илиева, од која што е конзул на Република Австрија во Битола. Исто така председател на Сдружение на германско-македонско пријателство, така што повторно ќе кажам, луѓето кои што се ентузијасти и кои што своите лични пријателства и едноставно капацитети ги вложуваат некаде во било која институција, тогаш нема шанса да нема успех. Тукму и австриската библиотека е потекната како дел од сите тие нејзини заложби. Имаме некаде над 3000 книги.
од Австрија подарени. Исто така и Швајцарија подарува книги кои што досега влегуваат во истиот тој фонд. Сите кои што изучуваат германски јазик, тоа значи не е мал број на деца, на млади. Навистина ја користат библиотеката, има голем број активности кои што се поврзани, значи повторно професорите по германски јазик ги организираат со своите ученици и сето тоа на некој начин дава оправданост за постоењето на оваа библиотека. Сега размислуваме како значи некои новини, меѓутоа додека не биде сето тоа значи готово исканализирано, нема ни да го споделуваме. Нема да откриваме во ред. Лили, често сте надвор од земјава, посетувате други библиотеки, посетувате саеми. Колку странските искуства успевате овде да ги канализирате и спроведете и колку ви помагаат кога станува збор за подхранување на онаа ваша амбиција? Искрено, кога човек види значи студиските патувања, секогаш се многу корисни. Она што значи на група библиотекари ние 5 луѓе отидовме во Бамберг, она што го видовме во работата на нивната универзитетска библиотека, навистина беше огромна мотивација и на некој начин потврдување на она што сакавме да го направиме, дека навистина е возможно и дека може да се реализира. Многу е лошо кога отидете некаде и мислите дека сето она што ќе го видите можете да го пресликате во сопствената средина. Тоа во никој случај нити успева, нити пак е добро така да се размислува. Меѓутоа, кога тие идеи, кога она што ќе го видите таму, ќе ве поттикне да размислувате што можете да направите со она што го имате тука, тогаш е она, значи, вистинскиот спој. Ние така и направивме, значи имаме еден тим кој што работи на развој на универзитетската библиотека. Веќе ги воспоставивме значи насоките докаде и што сакаме да направиме. Сепак тоа не се прави во 1 или 2 месеци, треба навистина поголеми подготовки. Многу ми е важно тоа што веќе имав средба и со ректорот господинот доктор Сашо Коруновски, кој што сето тоа го одобри на некој начин, го поддржа и заеднички ќе продолжиме. Значи си дадовме еден рок, октомври 2017 да имаме значи веќе одредени резултати. Така што овој период еве сме малку повеќе посветени на другите активности, меѓутоа во некаде средината на годината со почетокот на со завршувањето на летните и почетокот на есенските месеци веќе ќе имаме поинтензивна работа на активностите поврзани со универзитетската библиотека. Тука исто така повторно потребни се средби со проректорите за настава, со проректорите за наука, значи имаме доста работа и на тоа поле. Јас ви посакувам многу успеси и реализација на сите зацртани планови. Ви честитам уште еднаш на роденден. Би сакал уште само да кажам дека на 6 април ќе имаме можност да учествуваме на сајмот на книгата во Скопје. Тоа е една активност на која што аплицираше Градската библиотека од Скопје, браќа Миладиновци, а која што ја договоривме сите библиотеки заеднички да се промовираме, значи да ја промовираме книгата, да го промовираме читањето. Токму заради таа цел ќе бидеме, значи цела библиотека на 6 април ќе бидеме во Скопје, таму ќе имаме свој штанд, ќе ја промовираме книгата, ќе ја промовираме нашата работа, ќе ги промовираме нашите замисли, така што ете битолчани, иако опично сакаме кога некаде на друго место ќе се презентираме, а исто така би сакала да ги повикаме и сите членови на Советот на општина Битола, сите граѓани, сите бизнисмени, на некој начин да почнат да размислуваат дека библиотеката е простор, место, институција во која што ќе можат со различни спонзорства, со различни поддршки на проекти да придонесат за развојот на својот град. Обштествено одговорна институција. Ви посакувам успех на секое поле кое што сте го замислиле. Се надевам дека повторно ќе се видиме овдека во студио и ќе разговараме за нови успеси, а во меѓувреме честит роденден. Благодарам. Ние, почитувани гледачи, ја продолжуваме утринската програма понатаму.